Добар ден, почитувани гледачи. Го најавувам централното издание на Дневникот, специјално и последно за оваа календарска година. Во него ги рангираме настаните и личностите дома и во странство. Почнуваме за некоја минута, останете со нас. Добре дојдовте, почитувани гледачи, во ова новогодишно специјално издание на Дневникот, последно за оваа година. Домаќини ќе бидеме јас, Анета Додевска и јас, Владко Арсов. Да, зад нас оставаме година на подеми, но и на големи падови. Светот, а во него и Македонија ќе ја запамети историската 2020 година, во која човештвото се бореше со една од најголемите пандемии. Во глобални рамки, економски застој. САД добија нов председател, нови терористички напади во срцето на Европа, нов воен фронт на истокот. Светот го тресеше неизвестност. Да, така беше во светот. А дома Македонија го направи најголемиот исчекор, станавме 30-та земја членка на НАТО. Но во исто време Европа не поли со студен туш, подпалка на Софија, на политички план, ново изборно соочување, економска криза и рецесија. Преку перото на нашите колеги и на целата информативна редакција на нашата телевизија, во ова последно издание на Дневникот за оваа година ги селектираме настаните личностите што ставија белег. Го стартуваме новогодишниот Дневник. Новата 2021 веќе пристигна за жителите на Тихоокеанските држави. Традиционално спектакуларен огномет во Нов Зеланд, но годинава. Најлудата ноќ е јасно е дека ќе биде најтивка ноќ. Милиони луѓе ќе ја дочекаат во карантин под полициски час со рестрикции. Сандра Спасовска. Со големи надежи да биде подобра од претходната, новата година пристигна на Нов Зеланд поголемиот дел од Австралија, Самоа и Кирибати. Испраќањето на старата и дочекот на новата година беше поинаков од вообичаеното речиси на секаде во светот, освен во Нов Зеланд, каде граѓаните уживаа во спектакуларниот огномет бидејќи земјата се справи со коронавирусот, па луѓето се поопуштени и имаа дозвола од властите да се групираат. Огномет имаше и во Сиднеј. За разлика од Нов Зеланд и Сиднеј поради пандемијата на COVID-19, првите огномети од 2021 година на пацифичката островска држава Самоа и делови од Кирибати не светнаа. Празни улици, плаштади и полициски час. Една поинаква новогодишна ноќ исполнета со надеж дека новата 2021 ќе ја врати нормалноста на секојдневијата, ќе има и во Европа. Од денеска со највисоко ниво на рестрикции ќе биде огромен дел од Англија. Со полициски час кој ќе го спроведат над 100.000 полицајци, новата година ќе биде дочекана и во Франција. Карантин од 7 јануари и полициски час од 22 часот вечерва и во Италија. Со драконски безбедносни мерки со ангажирани над 10.000 полицајци во целата земја. Новогодишната ноќ ќе ја поминат и грците. Кога кристалната топка наполно ќе се спушти на Таймс сквер во Њу Јорк, нема да има кој да го поздрави доаѓањето на новата година. Њујоршките власти објавија дека Таймс сквер вечерва ќе биде затворен за јавноста, а настапите во живо ќе бидат достапни за гледање преку интернет и на телевизија. А дома ги ситниме последните часови од оваа година. Во Скопје и во другите градови попладнево раздвиженост, украсени плоштади и улици, метеш и во продавниците, но годинава за прв пат ќе изостане онаа музика и славењето во кафеаните до ситните ноќни и утрински часови. Од Скопскиот плоштад ја вклучувам колешката Христина Беловска. Беловска, можам да забележам дека сепак на плоштадот се чувствува и се гледа онаа раздвиженост, онаа блага еуфорија, колку што дозволуваат околностите?
така нета, но ако здравието на вистина ни е на прво место, а ние тогаш нетрпеливо чекаме да ја испратиме оваа 2020 година. Скопскиот плоштад, централното место е каде што се одбележуваат последните часови од 2020 година и каде што навистина се чувствува еуфоријата, за разлика од вообичаените места, кафулињата и рестораните, па и кафеаните, кои што традиционално се слават новогодишните празници секоја година. Куќарките на Дедо Мраз, како што можат и гледачите да забележат директно и во живо, се единствените места за радост и на најмладите, меѓутоа и на повозрастните кои што чекаат во редици за да се сликнат со Дедо Мраз. Оттаму доаѓа и музиката овде на плоштадот. За жал, 2020-та ги брои последните моменти на удар кој што ги нанесе врз екзистенцијата, особено на угостителите и на туризмот. Од колешката Искра Петчевска предлагам да видиме како 2020 година, последниот ден, изгледаше во оваа атмосфера во време на пандемија. Да не е новогодишниот декор, ништо нема да подсетува дека денеска испраќаме старата 2020 година. Полни кафеани, ама без музика, празна атмосфера. А полицијата на терен само колку да забележи дали препораките за одговорно празнување се почитуваат. А што би бил светот ако не би биле децата? Единствено плоштадите денеска подсетуваат дека пред нас се празнични денови. Умни ли беа децата годинава, Дедо Мраз? Цела година беа умни и Дедо Мраз на сите им донесе пакетчиња. Што ќе им порачате на децата за следната година? Значи да си бидат умни, да останат умни како што биле до сега. Чао, деца! А во годината која не научи дека не треба да земаме се здраво за готово, граѓаните имаат само една желба. Пошто сум лекар, би сакал прво здравје за сите во нашата држава. Само љубов. Ова криза да се заврши што побрзо. Само здравје да имаме и помалце вируси. Здравје, мир, што друго да може. Трни работа понатаму, да нема многу расправи во парламентот, да има поголема една солидарност меѓу партиите, зашто народот трпи. Во годината во која завладе најголемата светска криза во новиот век, сепак единствена шанса за опстанок ни е борбата. На истекот нова 2020 година, година која од корен ни го промени животот, година во која се уште со тешко срце го прифаќаме новото нормално. Што може човек да посака? Но пред се, ајде да празнуваме одговорно. За лекарите, за медицинскиот персонал, за полицајците и пожарникарите, за сите луѓе што секојдневно не снабдуваат со храна и со лекови, за нас, за најблиските. И се разбира, ви посакуваме многу позитивна мисла, негативни тестови на коронавирусот и премногу мудрост и трпение за да ги совладате сите препреки што ќе ви застанат на патот. За непол час и оваа еуфорија нета на централниот плоштад ќе згасне. Во 18 часот клуч ќе стават и угостителските објекти, во 21 часот и хотелските ресторани се затвораат за забава. Така ќе биде и во наредните 20 дена. Јас овде се одјавувам од ова место и на гледачите само да им посакам среќни новогодишни празници, да ги почитуваат мерките и секако да не забораваат дека повеќе од 4 лица не смеат да се групираат затоа што е казниво и по закон. Беловска, ти благодарам за ова вклучување. Тебе и на колегата снимател ви посакувам успешна 2021 година. Тука некаде завршуваат вашите обврски, но ние секако имаме друг тим кој ќе биде на терен пред полноќните часови. Продолжуваме со централното специјално издание на Дневникот последно за оваа година. Светла точка во темни денови. Денис Јан Куповски од Центарот за јавно здравје, познат како космонаутко, под скафандер со ведра мисла и песна, секојдневно во посета на семејствата изолирани поради коронавирус. Тој е дел од бројниот здравствен тим распореден во болниците ширум земјава со една мисија да се спасат човечки животи. Медицинарите се хероите на 2020 година.
Сторија на Ивана Стојкова. Пандемијата со коронавирусот ги стави здравствените работници во првите борбени линии против невидливиот непријател. Знаете како соочување со непознато, предизвик лекарски да се совлада непознатото, да се научи повеќе, да се собере, организира целокупното знаење собствено и светско и да се придонесе максимум, а од друга страна губитокот на пациентот, тажните семејства, соопштувањето на губиток на пациент е нешто што остава многу длабока трага во животот, не само професионален, него во животот, во личноста на еден бел мантил, на еден лекар. Македонското здравство беше принудено за кратко време да се мобилизира, а белите мантили беа исправени пред најголемиот професионален предизвик. Најтешко можам да кажам беше пред можеби месец дена кога имавме само десетина празни кревети и кога веќе не знаевме што понатаму, бевме дојдени значи до последна мерка кога требаше да се најде кревет повеќе за пациентите, меѓутоа не дојде до тоа. Таа точка ја пребродивме и од тогаш наваму идеме се во подобро и подобро. Секојдневно 10 месеци поред во скафандери и во борба за животот на секој пациент. Најтешкиот момент го живеам секојдневно и тоа е нешто, некој едно чувство кое што сега да не звучам доза патетично е кога се чувствуваш како лекар немотен, а кога гледаш дека се губи човечки живот пред тебе, тотално си свесен за исходот, а не можеш ништо да направиш. Од друга страна, позитивни моменти се секој пат кога жив и здрав ќе излезе од овде пациент, особено возрастните кога ќе успееме да ги спасиме. Стравот од непознатиот вирус не ги одмина ниту здравствените работници. Доста и од нашите вработени го имаат тој вирус, за среќа добро го совлада, меѓутоа и за најблиските нормално, значи за себе се плашиш и за најблиските, што понатаму. Голем број на здравствени работници за жал и самите ја изгубија битката за време на пандемијата, а коронавирусот одзеде и многу млади животи. Ние се бориме за секој пациент без разлика на неговата возраст, пол, нација и така натаму, вероисповест, меѓутоа за младите да речеме пациенти кои што не ја издржаа и не ја додржаа битката, ми представува така еден терет, една машина ми прави во душата и секако морам да спомнам губитокот на еден од нашите колеги кои што и тој не ја доби битката со оваа опака болест која што за жал го одвои од нас а беше на прагот на пензија кој што требаше да се посвети на себе и на семејството, бидејќи го помина работниот век во клиничка болница. А 2020 година е прогласена токму за година на сестринството. За жал, токму оваа јубилејна година медицинските сестри ја дочекаа во тешки и вонредни услови. Многу пати се сретнавме со моментот дека не можеме веќе, не ми се издржува, не сакам да одам на работа, меѓутоа моравме да отидеме да си ја завршиме работата и е многу поемотивна година од останатите години. Видовме многу тага, видовме многу болка, видовме многу смрт околу нас. Се надевам дека со текот на годините ќе успееме ова да го пребродиме. Во темните денови на искушенија, светла точка беше медицинскиот техничар Денис Јанкуловски, кој ќе остане запаметен како космонаутко. Се случи во еден стан каде што требаше отидов на локација да земам бриз. Звонам на вратата, таткото отвара. Како отвара таткото? Пред мене стои детенцето, негде 4-5-6 години, и на мајката со радост во очите, значи со нешто што не може да се опише, само се доживува, извика: мамо, дојде космонаутот да ни земе бриз. Тоа за мене беше еден од најубавите моменти преку целата ова да речем неубава ситуација во која што сме. Пандемијата ги сврли на површина сите недостатоци на здравствениот систем, но истовремено покажа и дека во вакви кризни времиња најважни во општеството се здравствените работници, кои што светот ги нарече херои на 2020 година. Очекувано, граѓаните едва и чекаа да кажат збогум на оваа 2020 година. Пошто ќе ја паметат и што посакуваат граѓаните од југоистокот. Бане Трајков. За граѓаните од југоистокот, корона кризата дефинитивно ќе одбележи оваа 2020 година. Некои пак ќе ја паметат по убави нешта, како пензионирање или пак вработување.
Земјоделците од југоистокот ќе ја паметат повторно по несигурниот пласман. Што одбележува 2020 година и кои се очекувањата од 2021 анкета на телевизија 24 од градовите од југоистокот. Од 2021 значи очекувам да го решиме проблемов со COVID-19, нели? Да биде вакцината успешна. Па тоа друго шо. А вие лично 2020 по што ќе запаметите или што ја одбележа таа ова година? Да ви кажам, си се сближивме со мажот ми. Никош не сме биле волку заедно. Ја по това ќе запаметам по ниската цена и болест Сашо не зафати короната. Тоа е најтешко дојде. А што очекувате од 2020 и која е вашата лична желба 2021? 21 да се подобри откупната цена на јагнете и короната да заврши, тие болести да завршат. Настане, се знае, пандемијата е настан број 1, која што промени доста навики и начин на живење. 2021 да ова чудо некако се регуларизира и да се вратиме во некој по-нормален живот. Поготово и од економски аспект, затоа што има доста луѓе кои што економски многу тешко и лоше ја поднесува 2020. Па новото се здравие да има, радост, среќа, да болеста да ја поминеме по-скоро. Това очекуваме друго колку толку има. По што ќе запаметиш таа ова 2020 година? Ние сме научени, се така си бувам. Научени сме ние, не може да памнеш. На късмет одам па. Дефинитивно пандемијата. Меѓутоа, научивме да работиме и да живееме и со пандемија, заштитувајќи се себе и здравјето на тие што не почитуваат. Поради COVID-19, поради што? Што има вакви мерки, рестриктивни мерки, и тоа. Македонија стана 30-та земја членка на НАТО. Со Евроатлантскиот совет извојувавме победа, но на Евроинтеграцијскиот фронт пораз. Европа ни ја затвори вратата, европските лидери ќе оценат. Ова е пораз и за Европската унија. Но ова не ја промени реалноста дека земјава извиси. Лепа Џундава. Го кренавме знамето на НАТО, но ни ја затворија вратата за ЕУ. Македонија со успех ја започна, а со пораз ја заврши 2020-та. Насмевки, тапкања по рамо и подсетување дека Бугарија прва ја призна Македонија. Но чувајте се од оној кој бегушка велат. Бугарското вето ја сопна Македонија пред вратата на ЕУ. Не сме безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези ветрови на А се почна убаво, само никој не читаше меѓу редови. Бугарскиот меморандум од минатата година влета како џокер во покер за вето овој декември. Нали, аз наистина съм очудена, че този меморандум се приема като нещо изненадващо. Софија нема проблем македонските граѓани да се самоопределат како сакаат, се додека се признае историската вистина како што велат. А која е таа? Таа е општа, но е българската историја. Заев се обиде да ги смири страстите, па за бугарска агенција кажа дури и дека Југославија не држеше разделени. Во контроверзното интервју на кој никој не остана рамнодушен, премиерот кажа: Долги години, децении ги држаја далеко. Различни власти, пред се за време на бивша Југославија. Каракачанов се понуди да испрати и полк да ги тргне спомениците на кои пишува бугарски фашистички окупатор. А Борисов му држеше лекции на специјалниот представник Бучковски. Над 50.000 български евреи сме ги спасили и народа ги е спасил. А во нападот како најдобра одбрана послужи изјавата на Захариева дека не е јасно како во Македонија се слави Тито. Тоа било исто како во Берлин да се слави денот на смртта на Хитлер. Ама историјата и доказите велат поинаку. Во неизвестност премиерот Заев кажа и дека експресно реагира на говор на омраза. Виделе како реагира? Одма. Значи за 30 минути предлог за разрешување. Кажа по некој збори за шефот на државата.
не е толку искусен политичар како што е Зоран Заев. Работата отиде дотаму што Заев и Каракачанов открија дека се вистински пријатели што понекогаш си пијат и ракија заедно. Когато сме си говорили, некој път сме пили по една-две раки. Ама вето е вето. Ништо не ја спаси Македонија од бугарската блокада која официјална Софија ја негира. Не е вето, както се опитват да го налагат. Това е не на България на преговорната рамка. Neka slajf tamo, ti mlada damo. И дојде моментот. И покрај сите чекори од Османи, Димитров, пријателски пораки, обиди за разговор, посети на Софија, премиерот, збунет или не, кажа: треба да го решаваме проблемот, кој што не знам кој е проблемот. И света няма да ни разбере. Бога ми и нема. А Македонија и оваа година како по навика си остана пред вратата на ЕУ, затворена од првите комшии кои се колнеа во пријателство. Знамето на НАТО остана како символ дека една од двете победи е извојувана. За другата ќе почекаме. Витото од Бугарија дефинитивно беше, Владко, еден од најголемите политички порази и разочарувања што донесе и фрустрација во годинава што изминува, но спортски извојувавме победа на фудбалскиот терен и мислам дека токму јас и ти бевме во ова студио за време на овој успех. Да, имавме привилегија да го констатираме најголемиот успех во македонскиот спорт. Ако можеме да замижеме пред сиот ужас што се случи и во Македонија и во светот, тогаш ни останува чистата среќа која ни ја приредија фудбалерите. Пред 3-4 години беше незамисливо, во оваа необична 2020-та Македонија се пласира на Европско првенство. Додека чекаме политичарите да ни ги отворат портите на ЕУ, фудбалерите истапија како поефикасни амбасадори за евроинтеграција на Македонија. Во 2020-та конечно влеговме во европското семејство. Се разбира, ова е фудбалското најпрестижно, каде што критериумите се недвосмислени и јасни. Победете ги Косово и Грузија и добре дојдовте во рајот. Речено, сторено. Во октомври 2-1 со Косово во Скопје, во ноември 1-0 против Грузија во Табилиси и му погледнавме на сонот во очи. Убаво спуштено, Елмаз имали простор за шут, одлична акција, голема шанса, Пандев, 1-0! Штета што фудбалската матура ни се случи во Туѓина, но дури и да беше во Скопје, ке се радуваа пред празен стадион. Ама народот не стои мирен, па самиот спонтано си организира прослава. Властите повикуваа на внимателност, а по скопските улици гореше. Излегоа и низ другите градови, сите за миг заборавија дека живееме во време кога ни дишењето не е безбедно. На крајот на краиштата, затоа и фудбалот се вика најважната споредна работа, за да го тргне умот од јадовите и барем за час да го однесе на убави места. Честа да го постигне голот кој значеше Европско првенство ја имаше Горан Пандев. Ја круни са практично својата кариера со пласман на Европското првенство. Специјално за гледачите на телевизија 24 се јави од Дженова и го прокоментира големиот успех, се разбира, и ни честита нова година. Ова беше една тешка година од секоја гледна точка, од секој аспект, али животната желба моја и на моите колеги, сигурно на многу фудбалски работници во Македонија се оствари Македонија конечно да се пласира на едно европско надпреварување. Сигурно дека после овие многу проблеми, ваква една победа, голема радост и мислам дека барем за 24 сата ги заборавивме овие проблеми. Го израдувавме нашиот народ. Направивме нешто што не успеа на многу генерации, што сонува многу генерации. Стварно, уште во мене постојат емоции што ќе се надпреваруваме едно големо надпреварување. Бидејќи на крајот на мојата кариера не очекував дека може и тоа да се случи. Како го коментираш сето тоа што се случуваше сега? Кој е твојот коментар од оваа дистанца? Па види, како што ја кажав, сигурно дека уште
Да ти кажем најискрено, надпреварот го гледав едно десетина пати и мислам и уште многу пати ќе го гледам. Направивме нешто што многу години го чекавме, многу генерации се сменија. Мислам дека ова треба да ни биде и уште за уиднина поголем поглед напред, за да може не само да застанеме овде, бидејќи Македонија има генерација што може да направи уште поголем чекор. Сега треба да се спремаме за квалификација за светско првенство, или мислам дека ова генерација може да го каже и својот збор на ова европско првенство. Сигурен дека постојат многу емоции. Уште стварно не сме свесни што направи. Па на сите гледачи на телевизија 24 ги честитам новогодишните божекните празници и пожелувам многу здравје и среќа. Здравјето за мене е најважно и се надам дека сите ќе бидеме здрави и ќе почнеме да функционираме како што функциониравме порано. Да, му возвраќаме на Пандев исто така со честитки за успеси, добро здравје на него и на семејството. Ватко, очигледно дома имавме за домашниот спорт успеси, но цела година информиравме за разорната моќ на короната, на пандемијата, и во спортот бевме сведоци на многу ситуации, досега незапамтени историски. Да кажеше некој дека ќе се појави таква сила која ќе ги скроти сите топки на светот, немаше да му веруваме. Се случи преседан кој досега го приредувале само големите светски војни. Олимписките игри беа откажани. Само подлегнале досега на војните. Короната успеа да ги одложи Олимписките игри, го одложи Европското првенство. Се надеваме дека ќе бидеме доволно здрави и ќе имаме среќа да се одржат во летото 2021 година. Се случи нешто што исто така ни беше неверојатно. Се играше фудбал пред празни трибини. Лигата на шампионите, најскапото надпреварување во фудбалот во кое се врдат милиони, стотици милиони евра и долари, се играше пред празни трибини во многу елитни европски првенства. Исто така, точно, спортот доживеа мал порас од короната, но како што поминуваше 2020-та, успеа да се крене и еве полека се појавуваат на трибините и гледачите. Се надеваме во 2021 сето тоа ќе се врати во нормала. И уште еден момент, не поврзано со короната, но повторно многу тажно за светот на спортот. Загубивме два великана на фудбалот и на кошарката. Почина Диего Армандо Марадона. Во јануари уште, кога не ни знаевме за дека короната е од волку размери опасна, загина Коби Брајант, исто така еден од најголемите кошаркари на сите времиња. По тоа ќе ја паметиме за жал 2020-та во светскиот спорт. Надежите остануваат за 2021, особено ова најмасовна операција на имунизација, на вакцинација, која очекуваме наскоро да почне и кај нас. Ова беа минути за спортот, доволни да ги потенцираме настаните и личностите во овој сегмент. Почитувани, продолжуваме со Централниот дневник. Девет години затвор за Бојан Јовановски, познат како Боки 13 и 7 за Катица Јанева. Присуди судот за случајот рекет. И двајцата се во домашен притвор. Пресврт на судењето за 27 април. Екс-министерката за внатрешни Гордана Јакуловска од дома пренесена во затворот Идризово. Дали правдата победи или капитулираше во 2020 година? На оваа тема преку слика тон Христина Беловска.
Ма каква ташна, каква снимка се кача. Од каде сака ќе излезеа некои пари? Ја се кажа вистината. За жал, уште еднаш се покажа. Осумничената, односно притвореничката Јанева. Ако сте лице кое има И тоа, замислете, одела во резиденцијата на председателот на владата. политичка, обшествена или економска моќ, Сигурно таму не се среќавала со некој од обезбедувањето. тоа наоѓа начин пред се преку вршителите на функциите во правосудниот систем да си ја олесни својата положба. Значи, охрабрувам секој што има докази за било кого да пријави во полиција. Стварно непријатно е да се коментира. Главно примила пари, никаде нема пари. Примила пари, никаде нема пари. Обвинетата Катица Јанев ја осудува на казна затвор во трајање од 7 години. Обвинетиот Бојан Јовановски го осудува на единствена казна затвор во трајање од 9 години. Ние донесовте политичка пресуда. На политичкиот ринг и во 2020 година ривалите Заев и Мицкоски ги измерија мускулите на предвремени парламентарни избори. Како предходница техничка влада половина година. Што се кажа политичарите меѓусебно, што ветија, а не остварија пред граѓаните. Гаврил Сирачевски. Лидерот земја во регионот која во услови на COVID-19 успеа да организира 2 избори по протоколи. Иако во обичајната игра сакам па не сакам доминантна на политичката сцена, верували или не, Македонија избра нова влада, но и нови градоначалници онаму каде што фалеа. Дури и прославите на победниците, но и незадоволството на губитниците беше по посебни протоколи. Кој победува има право на прослава, кој пак губи има право да се лути на протести. Демократија во пандемија. Не може нам нико ништа, ја ти свод судбине, могу само да нас мрзе, они што нас не воле. Но ајде од почеток. Предходница на политичката агонија во земјата беше техничката влада избрана на 3 јануари која го надмина и својот рок на трајање онака како што замина и во историјата. Со 101 глас за беше избран техничкиот владин состав на чело со Оливер Спасовски како министри за внатрешни работи и труд и социјала, влегоа Наке Чулев и Рашела Мизрахи од ВМРО ДПМН. Царовска пак го замени Коча Њушев на функцијата вице-премиер за економски прашања. Организирањето на фер и демократски избори е врвен приоритет на предходната влада. Се чини на дел од министрите им се уарни на фотелите, па не им се брзаше на избори, повикувајќи се на партиските ставови, но пред се на околностите со пандемијата. Онаму каде што здравствените власти од техничката влада алармираа на неажурност и засилени мерки, МВР пак тврдеше дека неселективно постапувале. Ако има некои информации кои што до сега од страна на Министерство за внатрешни работи или било која друга институција не била споделена со институтот, тоа да го направат на по службен пат. Прво да рачистиме една работа. Значи јас имам неселективен пристап и без разлика дали е некој од ВМРО, од СДСМ, без разлика дали е функционер или обичен граѓанин, доколку направи одредена активност противно на законот, не планирам да го амнестирам. По неколку месечни натегања и лидерски на релација Белата палата, Бихачка, но и Вила Водно, парламентарните избори против кои беше опозицијата со изговор дека се опасно за здравјето на граѓаните, станаа главна тема, но и реалност. Доправа ќе носиме ние одлука, дали ќе одиме без опозицијата или не. И доколку така некој цени дека треба, навистина ќе биде одговорен што ја втурнува државата во едно навистина лошо сценарио. Сепак овие закани на опозицијата не траја долго. Заев и Мицкоски ја почнаа тркат. Секој по своји протоколи, но и по некоја закуска после митинзите во сред пандемија. Но и по оваа играчка плачка.
Опозицијата од неуспехот на изборите, власта пак од бугарското вето. Отчетот за првите 100 дена влада не помина без реакции, но и сценарио кој го режираше опозицијата и во така затрупаното собрание од амандмани. Во еден од амандманите се вели дека за време на великденските празници пратениците кои учествуваат во собранието од далечина, замислете, да имаат бојадисано јајце пред камера. Амандманите на опозицијата се реакција на безобразното и арогантното оценување на власта кон собранието. Опозицијата пак на која и сметаа лидерските кај шефот на државата пред избори, одеднаш стана пречка, а Мицкоски го повлече барањето за лидерска, доколку е во присуство на Пендаровски. Се чини крајот на 2020-та е само најава за она што престои во 2021-та. Светот се соочи со разорниот непознат непријател COVID-19 од Вухан преку Италија до целиот свет. Италија, Шпанија, Европа, САД се броја жртви. Дел од последиците ќе останат непоправливи. 2020-та беше година со здравствена криза и природни катастрофи. Со секој изминат ден не учеше сите да се адаптираме на новото нормално. Почна со наивни информации дека далеку во Кина се појави вирус. Болеста прв пат се појави во градот Вухан, главниот град на покрајината Хубеј во Кина. На 5 јануари кинескиот професор Жан Кјожен ја објави првата мапа на SARS-CoV-2 за да можат здравствените работници ширум светот да го идентификуваат COVID-19. На 30 јануари Светската здравствена организација прогласи епидемија со вонредна состојба за меѓународното здравје. Според податоците, COVID-19 може да се карактеризира како пандемија. Прво големо жариште во Европа беше Италија. Сега е моментот сите да останеме дома. Нашата иднина е во наши раце. Паниката од ширењето и смртните случаи од вирусот ги затвори вратите на многу земји во светот, а вирусот не ги одмина ниту светските лидери. Ги почувствував и првите симптоми на коронавирусот. Се тестирав и сум позитивен. Во борбата со COVID-19, Трамп сугерираше дека вирусот може да се третира со аплицирање дезинфекциско средство и UV светло, но болеста не го одмина ниту председателот на САД. Трамп експресно излезе од болница со помош на коктел лекови кои прв пат беа применети за неговото лечење. Пред 2 дена се чувствував одлично, подобро од било кога, подобро од пред 20 години. Прва надеж за добивање на битката со вирусот е соопштението дека вакцината против COVID-19, развиена од Универзитетот Оксфорд, е во состојба да предизвика имунолошки одговор и антитела. Председателот Путин објави дека неговата земја е првата која даде одобрување на вакцината Спутник. Првата вакцина против COVID-19 е регистрирана. По моите сознанија ќе биде успешна против вирусот. Октомври беше месецот кога францускиот председател Макрон објави вонредна, а Светската здравствена организација потврди дека Европа е во средината на вториот бран на COVID-19. Одлучив дека од петок ни е потребно затворање за да го стопираме вирусот. На почетокот на декември, Русија го започна вакцинирањето со Спутник, додека Велика Британија со Pfizer и BioNTech, но открија и нова мутација на вирусот. Америка ја одобри и вакцината на Модерна, а вакцина прими и ново избраниот председател на САД Џо Бајден. Го правам ова за да покажам дека луѓето треба да бидат подготвени да се вакцинираат кога вакцината ќе биде достапна. Немате за што да се грижите. Во регионот први вакцини доби Србија. Od 6. marta ove godine, čini mi se možda prvi dan, imamo zaista razlog za osmeh. Од Португалија до Естонија, од Греција до Данска, низ цела Европа на 27 декември започна вакцинирањето против COVID-19. Сите земји масовно во борба против коронавирусот.
На 26 февруари прв потврден случај на COVID-19 во земјава, на 11 март првиот излекуван. Македонија е една од земјите која високо котира според смртните случаи од коронавирус, близу 2500. Пандемијата ја покажа жилавоста и страјноста на медицинарите, но и слабостите на здравствениот систем. Менче Атанасова точи. Годината започна со неверување и страф од мистериозниот вирус, а по првиот откриен случај кај 50 годишна жена која допатува од Италија на 26 февруари, коронавирусот стана реалност и во нашата држава. Нема место за паника, порача министерот Филипче. Денеска во раните утрински часови, некаде околу 3 часот, беше хоспитализирана на клиниката за инфективни болести. Пациентката е позитивна за вирусот COVID-19, што значи дека е таа првиот пациент. Ниту еден од патниците во комбето не беше заразен, зашто инкубацијата завршила, но коронавирусот започна да се шири во државата. Најголем шок дојде од екс-директорката на кожна клиника, која заболена правела конгрес по враќање од Италија и сите вработени отидоа во изолација. Првите кластери беа од повратници од странство, брачен пар од Дебар и нивните соседи. Дебар и центар Жупа на 13 март беа ставени во едномесечен карантин со 13 случаи на ковид, а 9 дена подоцна беше прогласен полициски час во цела држава. Од утре започнуваме со ограничување на движење на сите граѓани, односно полициски час. Истиот ден на 22 март е потврден првиот смртен случај кај жена од Куманово. Кај едни тензија и неверување дека вирусот постои кај други граѓани загриженост, никнуваа кластери во Струшко, Охрид, во Скопје од рамазанските вечери. Следуваше олабавување на мерките на 26 мај, а во јуни СЗО се предомисли маски да носат сите, не само заболените. И додека Филипче тврдеше дека се е под контрола, медицинскиот персонал паѓаше од умор. Капацитетот на здравствениот систем и предвидувањата врз основа на ово искуство што сега го имаме, а тогаш го немавме, нас не прави да кажеме и да констатираме дека може да амортизираме еден ваков удар од нов број на новодиагностицирани пациенти. На инфективна клиника престанаа да ги користат респираторите. Ниту еден од пациентите не преживеа. Во 8 септември се разбудија само 4. Следејќи го искуството што го имавме, сметавме дека подобар е нашиот успех во работењето, каде што вентилаторите, механичката вентилација ќе биде како последен обид во третманите. Во меѓувреме се пробуваше со разни лекови, стигнуваа донации, започна користење на крвна плазма од прележани пациенти, но непочитувањето на мерките за заштита донесоа втор, посилен брат на коронавирусот. Не комисија, Господ да ви дојде овдека не може да помогне ако никој од народот тоа не го почитува. Лето во плажите беа полни, се редеа свадби, прослави и најава во цвет за втор посилен бран на есен. Бројот на заразени и починати започна драстично да се зголемува. Приватниците профитираа од тестовите за ковид на сметка на граѓаните, а државата тоа не го спречи. Одлуката за мобилизација на целиот здравствен систем беше донесена преку ноќ на 23 октомври поради напливот на пациенти. Интерните клиники станаа ковид центар. Државата потврди со монтажните болници. Сега спас се гледа во вакцините за кои не се знае точно кога ќе пристигнат. Сепак, годината што е пред нас носи нова надеж дека вирусот ќе ја намали силата и животот ќе се врати во нормала. Да се заборават сите стравови, да се вратиме на нормалниот живот, на она секојдневие во кое гушкањето беше дозволено. Желби и очекувања на охриѓани. Адријана Митевска.
Облечен во новогодишно руво, Охрид и оваа година блеска во полн празничен сјај. Но сепак она што недостига е познатата празнична новогодишна еуфорија преку многобројните домашни и странски туристи кои што до лани буквално го преплавуваат туристичкиот центар. Оваа година тие гостувања ќе изостанат. Но сепак граѓаните велат дека се срекни што успеале да го зачуваат своето здравје и што конечно ќе испратат 2020 година, а ќе дочекаат 2021 година со многу надеж и желби за добро здравје и секако што поскоро да заврши корона кризата. Каква беше за вас 2020 година и што очекувате од новата 2021? 2020 година значи не беше така долга година, тешка година на малите бизнеси, па сега се надеваме во оваа 2021 година дека ќе биде подобра. Дека ќе има подобрување, ќе се намали значи това ваква ситуација како што е сега и му посакуваме на сите значи здравје, среќа, успех нормално и понатака да се чуваме нормално. Да не се повтори појќе. На работен план добра, ама на здравствен план ситуацијата не е како што треба. Дај Боже само да викаме лани беше ово. До година порадосни, срекни празници. Оваа година помина во знакот на корона пандемијата. Јас како собственик на мал бизнис посакувам во новава година да бидеме поуспешни, да заврши што поскоро оваа пандемија, да бидеме здрави, живи, срекни во новава година и чувајте се и носете маски. Што си посакувате од 2021-та? Многу среќа, здравје, успех во работата и то. А каква беше 2020? Тој е тешка, пошто јас сум срцев болесник и короната најпоќе влијаеше на нас вака. И така беше тешко, ама сепак мислам дека ќе се избориме. И во 2021 очекуваме нормално на успешна нова година, што поќе здравје, береќе да им дај на луѓето, на сите граѓани што се заболени од COVID-19, Господ здравје и очекуваме нормално да функционираме ние комуналците, како што функционираме успешно, така и ќе се продолжиме да се работиме. Јасно е дека годинава за голем дел од нас ги преживеавме најтешките моменти, личен и колективен страф и неизвестност. Празни улици, полицајци што ловат прекршители на полициски час, затворени продавници и кафеани. Карантинот беше искуство непознато за сите нас. Имаше и по некоја светла точка, например невести под маски. Искра Печеска ги селектира најдраматичните и највпечатливите моменти во годината што измина. Пациентката е позитивна за вирусот COVID-19, што значи дека е првиот пациент во Скопје диагностициран за заболена со овој причинител. Прв потврден случај на коронавирус во Македонија. Со повеќе информација вклучуваме колешката Ивана Стојкова. Ивана, повели. Непознаница за лекарите, уште поголема за новинарите, а сепак мора да испорачате точна информација. Чекај. 88 во Скопје, 40 во Девар. Аха. Може? И да, не беше лесно. Страв, умор, на ладно, ама и на жешко. Сепак информацијата мора да стигне до гледачите. Ќе паднам цел време на сонце, многу е жешко. Земјава се наоѓа во период на Не. Не ме вклучува. Чекај да размислам прво што да кажам. Понекогаш и од две места во исто време, затоа што единствен прозорец кон светот за време на полицискиот час беа медиумите. Во моментов камионџиите пристигнуваат пред владата и од таму сега ќе ја вклучиме и нашата колешка Искра од Печеска, нашата летечка колешка Искра од Печеска која од ГОП 8 септември стигна до пред владата и од каде ќе ни ја долови атмосферата на она што таму се случува. Ако може да ја опишам атмосферата, тогаш во овој момент Скопје пак заличува на она нормална атмосфера на која што бевме научени, ако тоа воопшто е нормално. А некои од нас останаа заглавени по аеродромите, ама новинарот секогаш и секаде останува новинар. Каква е состојбата во Германија? Јас сум во моментот во градот Минстер,
И се редеа кластери, текстилните работнички во Штип, мекиците во Охрид. Опасноста од заразата со коронавирусот растеше и со прославите на верските празници. Нашите дописници не мируваа. Штипската конфекција во која досега е потврдено дека 6 работнички се заразени со коронавирусот се затвара на една недела. Уште 5 нова заразени лица од кластерот Мекици се регистрирани денеска во Охрид. По струмичките улици празно, низ струмичките села сликата пак поинаква. Полициските патроли со запалени ротациони сигнали само го засилуваат впечатокот на атмосфера како од научно-фантастичен филм. Ама во секој лошо има и добро. Честитки од 24. Благодариме многу. Со помош на гледачите добивавме сила и инспирација да внесеме ведрина во сечи дом. Партнери ни беа и спортистите. На твојата мајца се забележува медицинарите и полицијата се нашите херои. Мотивот за овој потфат беше да се оддаде почит и поддршка за сите што одвојуваат од себе си за да помогнат на целото македонско општество. Така покажавме дека кога ни е најтешко заедно можеме се да извадиме на површина човечноста, да ја покажеме хуманоста, да бидеме луѓе. Светот во 2020-та избори во САД, Џо Бајден стана 46-тиот поред председател. Ден пред гласањето во Америка, терористички напад во срцето на Европа, масакр по улиците на Виена. На истокот нов воен фронт кој освен со жртви заврши со екзодус. Последниот шок за Балканот е разорниот земјотрес во Хрватска. Терористички напади, избори, договори, преговори, нови воени жаришта ја одбележаа годината која веќе измина. 2020 ќе остане запомната по здравствената криза и природните катастрофи кои не натераа да се прилагодиме на нова реалност. Во САД заврши ерата на Доналд Трамп. Најпознатиот твитерџија си оди од Белата куќа, но како што вели, не за секогаш. Планира да се врати за 4 години, а до тогаш Џо Бајден ќе мора да се справи со рекордниот број на ковид случаи урнатата економија, терористички напади во срцето на Европа. Во октомври Франција се разбуди во шок по веста дека професор е обезглавен, откако на учениците им покажал карикатура од пророкот Мухамед. Не беше поштедена ниту Австрија. Неколкумина загинаа, десетици беа повредени, откако симпатизер на исламска држава почна да пука во центарот на Виена. По 4 години преговори, конечно постигнат договор за Брекзит. Од 1 јануари, Велика Британија и официјално повеќе нема да биде дел од европското семејство. Територијалниот спор меѓу Арменија и Азербејџан повторно се најде во фокусот на светската јавност. Повеќе од 5000 лица загинаа за само неколку месеци борба во Нагорно Карабах. Азербејџанската војска извојува победа, а незадоволни од финалниот епилог, жителите на Арменија упаднаа во собранието и го нападнаа претседателот на законодавниот дом. Тага, неф и разочарување меѓу жителите на Бејрут по силната експлозија во која стотици лица го загубија животот. Од она што некогаш беше главно пристаниште на Либан, денеска не остана ништо. 2020 беше година на протести и немири. Убиството на Џорџ Флојд ги извади американците на улица и го формираше движењето Black Lives Matter. Протестите против социјална неправда за кратко време се проширија низ сите поголеми градови низ светот. Последните председателски избори во Белорусија предизвикаа потрес како што се нема случајно во историјата на државата. Александар Лукашенко остана на власт, но илјадници луѓе завршија во затвор. Кина жестоко одговори на барањата за поголеми слободи на Хонг Конг. Изминатава година ја одбележа и серија на природни катастрофи. Од Јужна Кореја до Индија, десетици тајфуни ја погоди Азија. Ништо подобро не беше ниту на другата половина од планетата. Рекорден број урагани на Атлантскиот океан, порастот на температурите го зголеми бројот на пожари. Австралија и Калифорнија повторно беа најтешко погодени. Земјотресот јачина од 6,6 степени според Рихтеровата скала го уништи турискиот град Измир. Се тресеше и Хрватска. Потресот јачина од 5,3 степени го погоди Загреб, предизвикувајќи голема материјална штета и паника меѓу граѓаните. Во несреќата почина 15 годишно девојче. Но годината која измина ја одбележа и неколку позитивни работи. Се зголеми употребата на обновливи извори на енергија. За само една година Индија засади неколку десетици милиони дрва. Затворена и последната фабрика во Шведска која работи на јаглен.
За повеќе од 5% е набален бројот на смртни случаи од вирусот ХИВ, а Саудиска Арабија и Палестина ги забранија малолетничките бракови. Вачи по села што видовме, преживеавме, доживеавме во 2020, може да кажем, ова беше турбулентна, неизвестна, тешка година, но еве сум запишала во сценарио да ја испратиме со добра мисла. Така е. Ова позитива нека почне во овој момент. Колегата Огнен Јаневски ни подготви специјално интересно изненадување. Драги гледачи, мислам дека по се она што извидовте во ретроспективата за личностите, за настаните, дома и во светот, време е ова информативно издание да го завршиме со едни прекрасни пораки кои ни ги испратија познати лица од тука, од кај нас, од Македонија, но исто така и познати лица кои ни испратија честитки за вас, нашите гледачи, кои се од Грција, од Србија, од Хрватска и ќе видите и зошто тоа го направија. Овој пат ќе ги видите само честитките, а подоцна во текот на ноќта ќе ги видите вкупно со се пеењето. Уживајте. Значи, оваа година дојдовме да испраќаме, а не да дочекуваме. Пред се да испратиме 2020 година, која што ја сакам да ја заборавиме што побрзо. 2021 да огрее сонце на целиот свет, онака како што треба. Голем поздрав до сите гледачи на ТВ24, што беше фино пред карантинов. Корона, чао, ајде, чао, ајде, чао, 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 дајте кафана, екипа збрана, и на куќе полудиме. Срекна нова година. Срекна нова година и срекни празници. Greetings from Thessaloniki. I'm Thanos Stavridis and I would like to give my warmest wishes for the year to come. May the 2021 be full of joy, love and happiness for everybody. Take care. Bye. Срекна нова 2021 година. Драги ljudi, poštovani gledalci Televizije 24, za početak da vam se ostvare u 2021. godini želje 3. Budite zdravi, blagosloveni i uspešni. Za ostalo ćemo se već nekako snaći. Srećna nova 2021 godina. Го молам Господ, молете се и вие, оваа година, да ти го даде мирот, спокојот, да ни ја врати на смевката на лицата, да можеме да се буштиме, да се радуваме на животот. Тоа го посакувам на сите. Драги пријатели, ви посакувам најздрава, најсреќна и најбезбрижна 2021 година и што поскоро да ја заборавиме оваа одвратна, лоша 2020 година, полна со неизвестност, болести, пандемија и свашта нешто. Поздрав до сите гледачи на ТВ24, јас сум Васил, ви посакувам прекрасни празници, среќна нова година. Želim da vam Nova godina donese samo dobre i lepe stvari. Da imamo puno zdravlja, to nam je i najvažnije. I neka nam srca svima budu topla i ispunjena ljubavlju. Pa u to ime, živeli! Srećna Nova godina! Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Мислам дека нема потреба од зборови после надежта која што беше пренесена низ песната Amazing Grace. Ве поздравуваме,
Останете секогаш со телевизија 24, како во оваа 2020-та, така и во идната 2021 година. Бидете живи и здрави, заедно да се радуваме и неубавото да го испратиме и заборавиме, но да научиме нешто од него. Пријатно. Огнен ми ги одзема моите последни зборови што сакав да ги кажам. Навистина овде завршува 60-минутниот маратонски дневник и ја навистина немам што да додадам повеќе. Јас немам што да одземам повеќе. Останува на нашите гледачи, на нашите колеги, на тие што ги сакаме, на тие што не сакаат, да им посакаме среќна, успешна нова година и да биде многу, многу подобра од оваа на која и велиме збогум. Верувајте во поубаво утре. Пријатно.